Почитувани пријатели, заедно сме во уште едно издание на Печат. Во следните 30 минути ќе ве подсетиме на изгледот и живоста на некогашната стара Охридска чаршија. Ќе ве подсетиме на дуќанчињата, на занајчиите, на мајсторите кои што и давале живост и жагор на старата Охридска чаршија. Ве поканувам во следните минути да останете заедно и да ја проследиме и да се навратиме во сеќавањата на некогашниот изглед на старата чаршија. Сјајот на некогашната стара Охридска чаршија го нема. Живоста и звукот на старите занаети денес се врежани само во сеќавањето на повозрасните охриѓани. Чаршијата на потегот од едниот до другиот чинар на простор од само 500 метри броела повеќе од 50 занаечиски работилници. Она што останало од нив денес се брои само на една рака. Нема трага од тоа време, а некогашните работилници се трговски дуќани. За старата Охридска чаршија, за некогашните мајстори и занаети, за животот и обичаите меѓу мајсторите, преку спомените ќе не подсетат занаечиите Милан Белески, Никола Паскали, Шаин Селами и Сашо Богоески. Мајстор Милан Белески, опинчар, еден од најстарите занаечии во чаршијата, и Никола Паскали, поранешен велосипедчија, со носталгија се присетуваат на жагорот на некогашната чаршија. Одека сме речи 60 години во чаршијава. Од кој ќе дојдеше од Сабајле и да ја на работа, не и да ја во 11 часот. И тоа кој ќе после, тој секој што му беше струката си чукаше, каладжијата, бам-бум, ковачите удираја, самари, нашиот занает опинчар беше малу помирен, не се слушаше толку многу. И така, со сите си имавме муабет, ќе излезевме на Сабајле, ќе се видевме кој како шо. Духот на чаршијата беше многу поинаков него што е сега. Имаше доста занетчи, имаше доста се поштоваа луѓето меѓу себе, беа комуницира, се помага еден со други во тоа време. И чаршијата ги држеше тие луѓе што беа еснафи, што беа работливи, честни, поштени и така натаму. И беше чаршијата многу жива, многу имаше занетчи, за разлика од сега. Ги немат веќе тие занетчи, изумреа. Никола Паскали во Охридската чаршија живеел, растел, учел. Занаетот го наследил од татко му, а и останатите членови од семејството биле занаечии. Дедо му и чичко му биле самарџии. Паскали се сеќава на сите занаечиски дуќани и мајстори кои работеле во чаршијата и ги набројува. Имаше казанџи, чичко Перо Марин, па чичко Иван, па чичко Стефе, па чичко Коле, Момир, овде тука кај што стеме, исто беше казанџија. Па Шнајдери беа, имаше Ристо, двајца Ристовци, Андон Колуши, па Стефан Ситник, Тенекеджи беа, Јоре Момир,
Михалаки Тунте, Хондураджи беа Номче Групче, Славе Завојче, беше Крстан, беше икс други луѓе. Имаше кожари, имаше 3 кожари тука. Кожар имаше Димче Целе, имаше Танас Серафимовски, имаше Насте Алач, беше исто кожар, беше каса пострукали и работеше таа работа. И Раде беше исто. Сарафин беше исто кожар, Портомар беше Бајрам од Куманово, Иглар беше Номче Игларот, Копчар продаваше копчина. Ова речи Опинчари беше Милан и Ѓорги, двајца браќа, Емер. Велосипедчи беа мојот татко Номче Паскали, Климе Киселина, Димче Годжо, Ариф, Екрем, Чело. Кои други знае да видим? Леблепџија беше Луман, фотограф беше на тој дел Амет Бајрактар, Бојаджија беше Славе, Бојаджијата, Дограмаджија беше Методи, Терзи, Стефан Ситник, Ристо, двајца Ристовци имаше, Андон Колуши, Ковач имаше Люто, Јусуф, Курто Ковач беше, Самарџи беа Васил Малезан, Климе Паскали, Климе Мартин, Коле Бале беше Самарџија, на влезот на пазарот. Сладкар имаше Кенан, еден на ќошот беше горе до џамија. Имаше за сукно Методија исто, беше од Лазаро поле. Во времето исто тука шијаше тие работи, шакни, пантолони и палта така. И синот Арце се викаше негов, работеше тука. Меѓу мноштвото занаетчи имало и наланџи. Денес помладите скоро и да не знаат што се тоа налани. Шаен Селами, некогашен наланџија кој го наследил занаетот од татко му Кемал и дедо му, раскажува за наланите кои ги правил пред 30 години. Му помагав на татко ми нешто, што после 59-та година веќе купи и машини. А пред тоа со мајка ми рачун ги правиле наланите. А после 59-та година почна со машина, веќе немаше рачун, веќе ништо. Зашто и тогаш поголемо се бараше многу, висина со рачун не можеше да и постигнет и со машината тогаш ги задоволуваше потребите. Тогаш немаше ваква облика како сега. Кондури, све со налани, беше пакето. А за Великден и за Бајрам обавезно се купеше наланчина за децата. Вака, и тогаш тие работи, и по куќите се ноше налани. За купатила се употребува наланите, например, немаше пластични ко сега, истото се носеше по двороите, так се слушаше што одеа старите жени, мислам, тоа време,
Се татко ми правеше, доста се трошеше, чак и дури во струга носеше налани за продавање. Во чаршијата меѓу продавниците со трговска стока присутен е и кондураџијата Сашо Богоевски. Тој е единствениот занаечија кој занаетот го наследил од дедо му Крстан кондураџијата, а работи и во истото дуќанче. Дедо ми Крстан кондураџија беше од 1933 година. Почнал од селото каде што е роден. Од 1953 година кога се преселиле во Охрид, ново исто место, продолжил да работат кондураџија, се до неговата смрт до 1993 година. Јас занаетот го наследив од него, значи бев негде 6-7 одделение, кога ги почнав оние први почетоци да идам да учам занае, значи негде 83-84 година. Тога добро се сеќавам како изгледаше стара Охридска чаршија, ја памтам калдармата, ги памтам сите занаечиски дуќани, значи можам слободно да кажам дека имаше 1 до 2 трговски дуќани, ја памтам продавницата за продажба на кондури од Илинден и можеби уште една продавница за текстил. Сите останати дуќани беа мали трошни дуќанчиња кои вршеа занаечиски услуги. Скоро секој занаечиски дуќан на мајсторите им помагале чираци. Мајсторите од време на време знаеле да ги почестат своите ученици и да ги стимулираат во работата, раскажува Паскали. Чираците работаа ке мајсторите па учеа занет. И 3 години, 4 години, 5 години па после кој дојдеа, кој ќе го научија занетот, ќе дојдеа на плата и така натаму. Па нормално и мајсторите ќе почасе и чираците през ден ќе му даја нешто да си купи, сепак е човек, ако работале за јадење, за пиење имало, нормално стално, за облеквење ги облеквеле, ќе му дајале, ќе дојдело Великден или ако е било од муслиманска вероисповед, се сеќавам татко ми ќе му купеше за Бајрам, ќе му купеше плячки, одело, кондури. Паскали се присетува и за изгледот на чаршијата, која била поплочена со калдарма. Некои од занаечиите живееле во чаршијата, над дуќаните, други пак изнајмувале дуќани и доаѓале од Месокастро, Сурѓун, Варош, Влашка Мала. Па оде кај Жосеим имаше тротоар и од другата страна имаше тротоар, средина беше улица, беше со коцка. Мислам, во времето на бивша Југославија направена коцката и се сеќавам коцката е ределе некои мајстори од Лесковац, од кажувањето на мојот татко.
20 и некоја година, тука нека 20 и некоја година. Во времето на кога бил градоначалник Анастас Чорбе, во тоа време е хлаја на коцката и имало по некој фенер овдека од направена централата во Рамна и имало по некој фенер овдека, 2-3 фенери чарч, кечинарот и овдека имало некој покажението на моите родители, нашите пријатели занетчи што дискутирале. Јас сум порастел со ними. Паскали во своите спомени за чаршијата се присетува и на баба Божа, една од ретките жени која во тоа време, наспроти нивниот дуќан, држела бакалница и јан во срцето на чаршијата. Каршија нас имало Ан на времето, Божа се викала старата, одржала Ано да ма била скроз неписмена, давала шекер, давала сол, давала масло, и не била писмена сите работи што и давала вересија да ги памтела. Зашто не била писмена, не знаела да запиши кој колку кила масло му дала, колку сол, колку шекер, колку и X3 тие прехамбени производи. Занајчиите вредно работеле, а кога ќе затребало меѓу себе и си помагале. За соживотот меѓу христијаните и муслиманите, занајчиите зборуваат со особена гордост. Многу добар. Меѓу христијаните и муслиманите секој пат беше добар, имаше добра комуникација и пример ево на ланџите беа он муслиманска вероисповед, на албатите исто беа он муслиманска. Еден меѓу други си помагаја. Независно кој бил, шо бил, меѓу национално, никој па не се гледаше кој биле и шо биле. Мојот татко исто зборуваше албански, зборуваше турски, па јас исто зборувам албански, турски, ние знаеме што во чаршијата што сме пораснати и знаеме и јазиците на муслиманите, на турците, на албанците. Не сме имале дуќан тогаш. Ги направил наланите на дуќан и ги нежел вака на рамо ги носел во еден тел, веќе како ги не знам, и цело калено продавал налани таму. Рече продав, немавме дуќан. Заедно лепче што се вели за извачка вака, доста имаме, рече и така продав по градон шетав, рече и продав, немав дуќан, рече после 57-6 баш овај дуќан, Бог да го прости од Климе Киселина, имаме зелено овај дуќан. Тогаш Климе Киселина имал 2 дуќани, бидејќи комунистиве кога дошле, не одозволувале, ако си занајча си смел само еден дуќан, ако имаше поќе, го зема. И на татко ми му рекол, татко му нудел, аби немам пари, рекол, како да ти го знам, не е битно дали имаш пари, само ти кажи дали сакаш дуќан, ќе ми го платиш полека. Значи, сакам да го кажам дека толку биле честни едно време луѓето, то не е могуче. Ти да му го фрлиш дуќанот, ни еден скршен динар не му имал дајано татко ми. Бог да го прости, Чико Климе. Никој со никого не беше скаран или да му завидби. Колку пати овдека имаше Ембер Каршија беше и ќе одеме, ако јас немам, ќе го пуштев кај него, ако нема, се тој ќе пуштеше кај мене и тоа не е
да не се сакаш, ако не се сакаш, ич не го пушам да види, да ојде. Мајстор Милан Белески, некогашните занајчи, паскали и селами раскажуваат за меѓусебната почит и редот во старата чаршија. Вистина беше, вервите дека то можда и некој ќе вервит, некој можда и не ќе вервит, честноста, сожителство меѓу македонеци. Тогаш има турци, имаше албанци, немаше. Па вервите вие дека едно јаболко ќе земеше татко ми, не го јадеше сам, евочко Милан е жив, слободно може да прашате, ќе деле јаболкото на 2 дела или на 4, колку души, ќе го јаде. Значи, истото, и то истото го правеше за нас и ние за него истото го правиме. Например, Бајрам да дојдеше или Великден да дојдеше сладко, ние нашето баклава или тие за Великден јајце, то нема шанса. Уште ден денеска, само со Чко Миланата, уште ден денеска го правиме. Имаше тога работно време. Работно време ќе дојдеше 12 сатот и ќе поминеше милиција беше тога, ај ќе рече, мајсторе време, ќе рече се. И затворевме. Ти натре, ти клај го, означи го место, клај перде, седи натре ако сакаш, ако не имаш она да, шо да работаш. И така, ќе дојдеше. Понеделник беше голема гужва овдека. Честноста била главна одлика на занајчиите. Дадениот збор за денешни времења, одамна изумрена категорија, била најважната одлика на еснафот. Зборот бил закон кај ними. Немало ништо написмено, напишано, све било на збор. Јас ти дадов толку, ти ми врати толку и било завршена работата. Инаку чаршијата нечестите луѓе не ги трпела. Самата чаршија ќе ги сврлила тие што не биле честни, ги сврлила, не комуницирала еснафот со нив. Кога ќе рече нешто, немал мамене веќе. Или ќе го земел, или ќе го правил, или не ќе правил. Ако не го правил, ќе рече не можам да го правам, или не можам да одам и веќе тоа е. Имаше збор. Тогаш во тоа време имаше збор, имаше давање, земање меѓу себе, или дошол некој купил роба, па не му стигвиле пари да ја доплатит, па ќе одеше ке другиот комшија, ке колегата, ке побараше назаем или обратно, или се помагаја. Сликата за Охридската чаршија нема да биде целосна ако не споменеме дека таа била и главна градска сообраќајница. Се до почетокот на 80-тите години од минатиот век низ чаршијата врвел автобусот, влечите со коњски, магаришки запреги, велосипеди, а и по некој автомобил се пресетуваат Паскали Белески. Автобусот застанеше ке Чинарот и од другата страна исто застанеше за Струга, а од десната страна идеше од Струга, застанеше ке Чинарот. Тука беше автобуската станица. Автобусот врвеше, сиот саобраќај врвеше овдека. Немаше прекин нешто. За Струга, и застанеше ке Чинарот овдека. Тука се качваа луѓе, тука кој беше за Струга, тука ќе се качеше, ќе си заминеше Струга. Имаше доста запрежни коли, кој сега што имат камиони, тогаш имаше запрежни коли. Автобусот врвеше Охрид Струга од тука и по некоја кола што немаше толку коли, имаше велосипеди доста. Татко ми беше велосипедчија и имаше други велосипедчи, имаше
5-6 велосипедчи во чаршијата и основно средство за превоз. Селата беа блиску, луѓето претежно водеа со велосипеди или со запрежни коли или со којни со магарине. Во Охридската чаршија особено било раздвижено во понеделник. Овој ден од давнина е пазарен ден во Охрид, кога на пазар и во чаршијата доаѓале купувачи од градот и околните села. Во близина на чаршијата, наместо паркинг за автомобили, некогаш имало паркинг за коњи и магариња. Имаше во денешниот пазар кај што е, тука беше паркинг за запрежните коли, за коњици, за магарината, тука ги паркираа. Тука беше паркингот на денешниот пазар. И имаше доста стока и како што имат сега паркинг за колите, така имаш паркинг за запрежните возила. Нема занаечија кој денес не тагува по старата Охридска чаршија, по згаснувањето на занаечиската традиција. Жалиме што да ви речам поќе ред имаше на работав, не. Многу жалам, многу беше убаво. Јас исто како дете не можам и ден денеска не ми излеги од глата. Имаше движење, имаше жива беше чаршијата, имаше чукање на тенекеджи, имаше на самарджи, имаше на ковачи, се чукаше, имаше живот чаршијата. Вистина многу добро. Ние, например, 70-та година, 80-та година имавме многу работа, бидејќи едно време и да ја ученици, да речиме, од цела Југославија, од април кога ќе почеше, до мај, јуни, и исто за ним правевме специјални наланчи на нешто. Тие куфеа, обавезно, и да со специјални траки ги правевме вака, и куфеа. И исто после, пак имаше една група од септембар и да е. Септембар, октомбар. Групи, да речемо, цела Југославија тогаш и да е. И куфеа. И цело лето со наланис имаше. Работавме. Не беше лошо. Имавме од цела Србија, например. Цела Србија и да е налани куфеа, само да се видиме, да купиме, рече, и некој останвија некој 10 дена во Охрид одмори, после заменве за Грци. Сега ако речам дека жалам за старата Охридска чаршија, да. Значи, последниот сјај што го изгуби старата Охридска чаршија е старата калдарма, коцките, кој му дава еден одлик на чаршијата, дуќаните личе на занечиски дуќани, то све со крајот на 80-тите и почетокот на 90-тите години почна нагло да изумират, малите дуќанчина станаа големи објекти, кои прераснаа во трговски дуќани, остана фијаско за нечие, двајца бербери, опинчарот кој е веќе во полни 90 години. Жал ми е, значи за старата Охридска чаршија ми е жал за нејзиниот сјај, назад да ја вратиме не можеме. Времето тече и одминува, нема подмладок и зачувување на занаетите. Чаршијата е зачувана само во спомените на луѓето кои имале привилегија да живеат во тоа скромно, но мирно и убаво време. Денес преку нивните раскажувања ни преостанува да се навраќаме на златните времиња од 70-тите и 80-тите години од минатиот век, кога занаечиството во Охрид го доживеало својот процут.